Германскиот ланец маркети Lidl влезе во индустриската зона Новини и Речица во Куманово. Општина Куманово од продаденото земјиште доби над 5 милиони евра, кои би требало да се реинвестираат во развој на зоната. Дополнително би требало да се отворат 150 работни места. Надлежните велат интерес има и од домашни и од странски инвеститори. Зоната, која се простира на 64 хектари, има вкупно 33 градежни парцели, од кои досега се отуѓени само 10. Функционираат фабрика за производство и преработка на оцет, бетонски елементи и масло за медицински употреби. Останатите се уште не се изградени. Од општината велат се користат сите можности за промоција на зоната, која се развива веќе десетина години. Има за стоваришта и складишта, таа што е отуѓена, една градежна парцела, 19 градежни парцели за Г2 лесна и незагадувачка индустрија, за Б5 хотели 3 градежни парцели, за големи трговски единици 8 градежни парцели, една градежна парцела е комунална инфраструктура, односно прочистителна станица, и една градежна парцела е еден парковско зеленило. 10 што се продадени, една е значи стоваришта и останатите 9 се лесна и незагадувачка индустрија. Имаме што е отворен капацитет од производство на оцет, преработка на оцет. Имаме за преработка на бетонски елементи, тоа е грчката компанија Армос Балкан. Имаме преработка на лесна и незагадувачка индустрија, мислам дека ќе бидне за овие тинктури за марихуана, преработка на за масло за медицински потреби, и останатите се уште не се изградени. Кумановската индустријска зона има низок степен на инфраструктура. Поставена е сообраќајница, електрична енергија и атмосферска канализација. Електронската аукција иде преку нас, преку нашиот сектор, односно оделението за располагање со градежно земјиште. На оваа аукција беа пријавени 3 компании, најповолниот понудувач, односно највисока цена даде представникот на Lidl во Македонија и тоа е цената од вкупна вредност 5,3 милиони евра. Аукциите се реализираат во зависност од потребите и интересентите, затоа што секоја аукција предвидува трошок за нејзина реализација. Од она пропратна документација да се нарачат елаборати, ажурирани подлоги, да се нарачат историјат на движење на парцели, имотни листови, до објавите, кои што објавите коштат по 2000 евра објава во дневни весници во службен весник. Така да доколку претходните години имаше 2017, мислам дека беше или 16, не ме држите за збор, имаше исто аукција понудена за индустријската зона, меѓутоа истата заврши неуспешно. Од 5 понудени парцели ниедна не се продаде, а трошокот веќе е направен. Така да во зависност од побарувачката ние ги планираме аукциите. Значи следна секако планираме до крајот на оваа година да имаме уште една. Цените за градежните парцели се различни од 61 до 800 денари за метар квадратен.